Не е спортно, Јована ми даде предност да си го најавам професорот, кој што ова утро е со нас во студиото, универзитетскиот професор од Правниот факултет во Скопје, Ванчо Узунов. Во какви економски услови живеат македонските граѓани, каква е нашата куповна моќ наспроти основните потреби, дали македонците можат да си го дозволат она што им е неопходно, па дури потоа и нешто повеќе, и колку сме финансиски писмени, колку ги следиме светските трендови, дигитализацијата и така натаму и така натаму. Добро утро, професоре. Добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдов и благодарам за поканата. А мора ви кажам, ова ми е меѓу останите причини што прифатив, прв пат ми е да учествувам во утринска емисија. И на моја возраст не е лесно човек да што да направи за прв пат. Затоа ми е драго што сум тука. И ајде да видиме како ќе ги расположиме граѓаните по едно вакво утро, да видиме што ќе биде. И нам не е драго што ете вашето прво утринско гостување се случува токму на македонската телевизија, како што личи, како што заслужува, нели? На скалата од субстандард до висок стандард, каде се наоѓа македонскиот граѓанин? Зависи за кој граѓанин зборуваме. Затоа што, како и во сите вакви општества, како што е нашето општество, има голема поларизација. Многу голема поларизација, во смисла да има одреден круг на граѓани, ама се многу малку бројни, многу мал процент од вкупното население, кои што живеат скоро на стандардот како во западните земји, богатите. Во наши услови, но многу висок стандард. Потоа има еден мал дел, сепак тука е проблемот, кој што би бил некаква средна класа, оние што се во средина, што тоа што заработуваат можат да го покријат месецот и да си дозволат некои работи кои што би биле за наши сваќања, за наша култура, нормално живење. Потоа следи оној дел од населението кој што е под тоа, најниската класа или веќе и вовед во сиромаштија, и таа е најбројна. И за тој дел од населението животот е навистина тежок. Тежок, непријатен. Знам дека на Сабајле се почне со лоши вести, не е убаво, ама таа не е реалност. Таа реалната слика, да. Која е причината за таквите услови во кои што екзистираме? Причината е фактот дека еден пазарен економски систем, кој што ние го почнавме да го воведуваме уште пред колку има 30 и колку години, тој самиот по себе неизбежно води кон тоа. За разлика од претходниот социјализам, денес нели е, ајде да се потсетиме и 29 ноември, нас ни беше порано, голем нас празник. По старите, голем празник. Голем празник. По младите тоа него знаат, они сега слават Black Friday и Thanksgiving, денот на благодарност им е денес, а ние си знаеме од порано. Меѓутоа во социјализмот самиот систем беше таков да немаше големи социјални разлики. Идејата негова беше дека грото население ќе живее во онаа средна класа, или целото население беше таква, сиромаштија не се прифаќаше и не се дозволуваше пред се од идеолошки причини, но затоа имаше мерки кои што државата ги спроведуваше. Како ни големо богатство? Тогаш богатството се сведуваше на привилегии во системот, а не финансиски можност да се платат некои работи. Но кога се напуши тој систем, пазарниот систем веднаш сознава големи социјални разлики, ако некој не ги исправува, не ги коригира тие ефекти. А ние како држава, во сите овие години, во тие напори да се тие ефекти на раслојувањето, тоа социјално раслојување на населението, ублажат и да се фактички зајакне и задржи моќна и бројна онаква средна класа, која што де факто е па двигател на економијата, не сме многу успешни во таа работа, за жал. И е добро да се отвараат овие теми, не само за да се збори дали им е тешко на сиромашните, тоа е факт дека е, туку како со системски мерки, не еднократни и повремени политички пропагандни популистички мерки, ај се ќе помогнеме вам, ќе помогнеме таму, туку системот да го направиме така да државата има систематски и системски изградена политика да ги коригира, исправува тие дефекти на пазарот, преку прераспределба да ја фактички зајакнува позицијата на таа средна класа, а на оние што се сиромашни, ќе остане секогаш сиромаштија, да им дава добри шанси да со тек на времето излегуваат од таа ситуација. Не е идејата сиромаштијата ја одржуваш да биде повторно сиромаштија со генерации. Туку да им се даде шанса на тие луѓе што се под линијата на сиромаштија, велиме, да не навлегувам се технички како се тоа пресметува на утринска емисија, не е тоа битно, да тие луѓе или нивните поколенија идни да се излечат од таа ситуација. Тоа е добар систем, што ние не успеавме да го изградиме за овие години и затоа е добро да збориме за него.
Да. Изјавивте недавно дека излез од неповолните економски прогнози кои меѓународниот фактор, значи меѓународната заедница ги дава за Македонија. Излезот го гледате во иновации, во технолошки развој и во производи со поголема додадена вредност. Да, тоа теоретски звучи прекрасно, да, но дали ние имаме услови реални за такво капацитет? Епа, тоа е суштината сега, знаете, тоа идејата за тие иновации, зголемување на конкурентност, зголемување на продуктивноста, да, тоа е она, како ние го викаме во економијата, кои мерки ќе ве излечат од дадената положба. Меѓутоа, што е предусловот за тоа? Предусловот за тоа, за држави како Македонија, конкретно и нашата држава, е покачување, подигнување и подобрување на квалитетот, ние го викаме човечки капитал. Тоа е работната сила. Значи, Македонија, колку и да има или да нема други ресурси, највредниот ресурс што го има е човечкиот капитал. Колку и да има или нема други природни ресурси. Немаме нафта, немаме диаманти, не знам, имаме плодно земјиште, имаме она. Се е тоа во ред што имаме и немаме. Највредниот ресурс е работната сила, човечкиот капитал што го имаме. И фактички ние перманентно мора да работиме, непрекинато, со големи инвестиции и со сите можни методи кои што се познати во светот, да се подобри квалитетот на образованието на граѓаните во Македонија, а тогаш работната сила ќе стане способна. Ништо не сме ние по малку интелигентни од било која нација во светот. Па се гледа тоа, нашите кога ќе отидат надвор се... Апсолутно. Што значи тогаш ќе може најголем дел од населението стварно да биде способно и за иновации, и за технолошки развој, и за предводење во тоа, и тоа ќе ја развие државата. Не друго, тоа ќе ја развие државата. Тоа што ќе бидеме стварно развиена држава, ќе сватиме, тоа не разви. Да, и во контекст на ова што велите, во современиот свет економскиот живот се дигитализира веќе, кај нас кои се прогнозите и колку Македонија може да се пофали со економска писменост и со следење на тие светски стандарди? Видете, сега, ние ги следиме тие трендови, особено помладите, они иди па забрани им. А и зашо би им бранел некој? Не, зашто па да, не е тоа поентата, да. Идејата дека они ги следат, работата е во тоа што веројатно за нивото на развиеност на Македонија и организираност на нашето општество, ние и дека би ме очекувале да бидеме подобри во оваа дигитализација е нереално. Процесот за дигитализација. Меѓутоа, идејата е, она што ја го гледам лично како дека недостасува, е примената на таа дигитализација во секојдневниот живот на луѓето. Значи, мене ми е жал што мора да констатирам, меѓутоа еве го гледам и кај студентите мои, а и кај други помлади луѓе. Дигитализацијата ја користат највише како оние паметни телефони со кои што они се допишуваат или се играат игри. Но не за задачи за кои што се за нивната работа, за образование или за секојдневен живот, за активности кои што се поврзани со создавање нешто ново, не само играње и допишување. Ниските страсти превладуваат. Меѓутоа, дигитализацијата треба да се применува секаде. Секаде и во иднина, и видите, меѓу останатото е проблемот и понатаму ќе можеме да го поврзаме со проблемот демографски во Македонија. Ние имаме се помалку и помалку работна сила. Имаме недостаток на работна сила. Имаме и увоз на работна сила, која што потоа си бега. Ама имаме, значи, недостаток на работна сила, а нема подобар начин да, или полесен и попаметен начин да се решава ситуација на недостаток на работна сила од дигитализација. Секаде каде што може. Човечкиот труд да го замени паметна машина, а луѓе да го работат она кое што паметна машина не може да го работи, но добро да заработуваат. Тоа е еднината. Затоа таа дигитализација треба да се проиде, да се премине многу озбилно, со многу стратешки и фактички да се прават оние работи кои што значат дигитализација во секојдневното работење. Сега гледайте, пред некој ден имавме еден убав пример, јас со еден колега зборев од странство. Ние имаме проблем во јавниот сообраќај, немаме нафта кој да вози, проблем имаме дали ќе има автобуси, а не дали е тој цел превоз дигитализиран. Да нема што да купуваш карта, да е мобилниот телефон влегуваш и он ти наплатува карта, да точно знаеш каде е сообраќајот гус, каде е редок, да е тоа така добро организирано со помош на дигитална технологија, да едноставно никој нема да користи возило и нема да го загадуваме воздухот. Имаме јавен сообраќај, уреден, све е преку дигитализација решено, сите се информирани и загадувањето ќе се намали. А ние сите знаеме, пикни се во својата кола за половна купена за мали пари и загадувај, затоа што нема друго решение, не се криви луѓето, нема алтернатива.
Платите растат, но чекорот со инфлацијата се извинувам им бега. Судрот меѓу оние кои што бараат повисока минимална плата, знаеме кој е тој, еве го од едната страна, и оние кои што бараат пораст на платата во сооднос со продуктивноста, мора тука да малку со акцент, газдите, така? Така. Има ли формула на успех во оваа равенка со многу непознати? Како да го постигнеме балансот на тој сооднос? Решение има, меѓутоа нема добро решение лесно и на краток рок. Тоа е работата, тоа е проблемот и во меѓувреме треба да се наоѓаат разни методи и начини како да се сите тие неусогласености решаваат. Сосема е јасно зашто луѓето бараат повисоки плати, особено кога растат цените на производите што секој ден ги купуваат и животниот стандард полека опаѓа, ако не од ден на месец сигурно. Вие апострофирав продуктивноста. Меѓутоа, со намера. Намерна, јасно, тоа е тоа цела работа. Газдите бараат продуктивен работник, ако е продуктивен, добро ќе го платат. Да. Ако он има учинок, добро ќе го платат. Сега, проблемот на продуктивноста, како да се подигне продуктивноста, многу е лесно се каже, многу е тешко да се изведе. Меѓутоа, повторно не враќа на темата квалитет на работната сила, образование, квалитет на образованието. Недобро едуцирана работна сила, работна сила со не добри, не соодветни квалификации на потребите на пазарот на труд во даден момент, не може да биде продуктивна, па не знам што да ја правиш. Подпрашање. Зборуваме за образование. Какво? За високото, за она предвисокото, средното или за најниското, основното од каде образование? ланецот? Од каде почнува? Фактички зборуваме за сите видови образование, Значи но од 6 годишна возраст па до... Така е, од предучилишно, Особено тогаш. па основно, па средно, па високо. И редоследот на реформирање треба по тој редослед да иде. Значи, прво е основното, па потоа средното, па потоа високото образование. Треба и високото, јас сега сум од таму, ќе рече некој си го браниш. Не. Но вие сте последната инстанца. Последната инстанца, покрај тоа ние имаме веќе, знаете, ние имаме конкуренција. Децата бегат во странство. Најдобрите бегат во странство. Па да, затоа што Има билат други факултети кај што може да одат. А основното образование е тоа, нема каде да бегат децата. Таму мора да се удри со реформата. И не само во поглед на што се предава. Тоа сигурно се осовремено програмата наставна. Најнови методи и најнови работи што се случуваат за основно образование. Но кој све предава во тоа основно образование? Какви се квалификациите на оние што се таму наставниот кадар во основно образование? Тука и затоа е тежок проблемот, затоа што останува политички проблем. Непопуларен политички проблем. Нема ни една партија на која што зела власт да се фати лесно со тоа голема популација на учители по основно и средно образование, да таму види кој све работи и како е квалитетот таму. Многу е полесно со универзитетски професори да се расправаш. Затоа е таа тешка реформа, меѓутоа затоа треба да таму да се притиска, бидејќи таму ако не почне добра реформа, ние може да имаме светско образование високо, светски квалитет. И ќе го завршат 1-2% од децата кои што и онака ќе отидат во странство да научат. Просечниот и слабиот ученик да стане подобар. Тоа е идејата. А тоа само од основно образование и многу тешка реформа, многу болна реформа, ама владите ќе мора да научат дека мора да ја спроведат или нема да биде работа. Ајде се вратиме малку на коренот на прашањето. Споменавте, сака по подпрашање да ми биде, споменавте дека и тие кои што се високо квалификувани, тие ќе си отидат, ќе избегаат народски кажано. Ако газдите тука им велат дека ако си добро квалификуван, добро ќе те платам, што значи тоа? Дека тие високо квалификуваните велат, па и овде не ми е доволно, уште повеќе ќе ме платат надвор. Не, добро, сега... Веќе перцепцијата се губи за тоа колку добро треба да биде платен младиот, нели, кој што добро квалификуван и за да остане тука. Не, ве разбирам, тоа е нормално оној ефект на тоа што го носи интернетот. Сите гледаат како се живее во богатите средини, а брзината на пренос информации им дава на младите чувство дека немаат време за чекање во животот. Сега ја ќе остарам да живеам вака да заработам пари, не, ја сакам сега да живеам убаво и затоа е тој наплив, тој дури една еуфорија, ќе бидеме во странство. Не дека сите што отишле во странство таму веднаш им било ги дочекале на црвен тепих и им дале најголеми плати. Има многу тешки случаи. Меѓутоа, го има тој одлив и ќе го има. Суштината е во тоа што ако овде почне да се подобруваат не само платите, туку и условите за живење. Автобуски превоз. Не може да нема автобуски превоз да мислиш дека нормално живееш. Не може да биде толку загадено, мора да се исчисти воздухот. Не може да најосновни работи не може да ги решиш или мора 300 врски,
Зашто го правиме тоа? Кога тоа ќе почне да се решава, кои ќе почнат информациите како е во странство, како е тука, а и платите растат, тој тренд сам по себе ќе се смири. Но до таму е тешко да се стигне до тоа да ние ги промениме работите. Не знам, владите се сите на почетокот многу амбициозни дека ќе ги сменат работите, така и оваа сега гарнитура. На крај ефектите се далеку од тие ветувања и уште подалеку од очекувањата на граѓаните. Па ајде да видиме и што и овој пат ќе се случи, бидејќи имаме сепак релативно нова влада. Ајде да оставиме уште некој делче, некој денче да видиме. Што е со даноците? Тоа е еден од горките и горливите проблеми во економијата. Некако не ни оди да се реши оние што заработуваат повеќе да плаќаат повеќе. Не ни оди тоа и тоа е целото проблем кој ќе воведете ниски и рамни даноци иди после врати ги. Има една стара врати ги прогресивните кои што ги имаше Македонија порано и никој не беше заради тоа да пропадне економијата. Ето она стана алегорија, вика лесно е да исфрлиш пастата за да би од тубата, а иди врати ја сега назад. Знаеш колку е тоа тешко. Даночен систем кој што го има Македонија е несоодветен на прво на моментот општествен кој што го живее наша држава, друго уште помалку однос на тоа како во иднина треба да се гради целиот општен систем, а даночен систем е многу битен не само за економијата, тој е битен и за демократијата и за сите работи во државата. Добро функционален и соодветен даночен систем фактички значи софистицирана модерна држава која што се развива. Нашиот даночен систем во делот на ние ги викаме директни даноци, значи даноци на приходи на граѓаните и на фирмите, така тие два е тој со релативно ниски даночни стапки и рамни. Колку год да остваруваш приход, плаќаш по иста даночна стапка. Тој не е соодветен на современо општество од 21. век. Тој е на еден начин средновековен. Така Македонија го имала во историјата во времето на Отоманската империја. Феудален е, се викал десеток. 10% постоje истиот тој, од турско време данок. Денес го имаат некои други земји, сите се во ситуација кој ние. Нема да го најдете во развиена земја, европска или САД, Австралија, било каде Јапонија. Нема, све е прогресивно. Значи, ако сакаме идеме напред, тоа е иднината. Сега, некој ќе рече, добро, ама меѓу време ние имаме вакви даноци, затоа што тоа го поттикнува развојот. Ние го имаме мој систем на рамни директни даноци веќе 15 години. Да беше добар, ќе се развие повеќе. Не викам дека не сме се развиле само заради даночниот систем, но даночниот систем не придонесува за побрз развој. И трето, мене лично во моето убедување ми е исто толку многу битно, идејата за фер, за праведно општество. Праведно е тој што има повеќе, што заработува повеќе и што ги троши ресурсите повеќе и да дава во заедничката каса повеќе од оние што не имаат таа привилегија. Тоа се тие прогресивни даноци. Меѓутоа, каде е стравот? Прво, еден дел од стравот произлегува од тоа што се луѓето не информирани до крај за тоа како функционира еден современ даночен систем кој што бил прогресивен и кој ќе слушнеме идеја, ќе се покачува даноци, сите мислат и мене ќе ме покачи. Ако сум зборал со луѓе, вика какви нови даноци прогресивни уште ли сакаш да плаќаме? Бе ти нема да плаќаш, не си у категоријата богати. Не верувам. Значи неинформираност. И недоверба во системот. И недоверба во системот. Долго време трае трансформацијата. Второ, фактот дека на оние кои што се задоволни од рамниот данок, тоа се оние кои што се побогатите, односно оние што собственици на добри фирми, они се добро организирани да добро лобираат. За разлика од сите други кои што не се толку организирани ни во политички партии, а не пак во граѓански здруженија. И трето, ние имаме недоверба, вродена недоверба во институционалната структура во институциите во Македонија. И луѓето викаат, тоа голем број од луѓето данокот го доживуваат како казна, а не како плаќање за нешто што некој треба да ми го испорача. Не е тоа, не плаќам за да имаме добро здравство, добро школство, добри заштита на животна средина, безбедност во сообраќај и така натаму, туку плаќам затоа што морам некој да земат плати таму, баш ми е гајле за нив, што помалку платам, толку по-убаво се осеќам. Тоа не е начин на гледање на еден даночен систем, но се додека институциите не испорачуваат квалитетни против услуги за кои се должни према граѓаните ќе гледаат да избегнат данок плаќање, а не да го плаќаат. Инаку ја одамна бев сведок на една кампања во една далечна странска држава, кај нив беше идејата не сум доволно среќен сум да плаќам повеќе даноци, викаа дури.
Значи сум дека државата се развива. Бидејќи они дека оди викаат, а не само тоа, него викаат, видете, во нормално општество ниски даноци или да не плаќа даноци оние што се инфериорни во системот. Оние што не може да заработат. Никој не ќе да се најде во групата инфериорни. Јас сум среќен бидејќи можам да заработам и ќе плаќам и сакам потоа да добијам противузок од тој што го плаќам. Тоа се институциите. Но тоа е некоја друга филозофија што треба многу долго за да изработиме, а мене ми е мило што може да барам на една емисија учествувам да зборуваме на таа тема. Барем да дискутираме на темата. Ајде фокус на работникот. Изјавивте дека поради демографски и економски причини покачувањето на старосната граница е неизбежно, така за пензионирање. Да, за пензионирање. Бранко има подпрашање лично на темата. Од 64 на 67 за мажите, од 62 на 65 за жените, така, да. Прашањето е дали македонскиот граѓанин има квалитетен живот за да може да остане толку долго на работното место? И одговорот е веднаш нема. Нема, бидејќи многу голем број од луѓето на пред да достигнат до таа веќе постојна граница за пензионирање се буквално истрошени. И на вистина е дури малку и грев да ги пушташ и понатаму на работа. А од друга страна, состојбата со пензијскиот фонд е таква да не може да не дојде до покачување на границата, старосната граница за одење во пензија. Тоа ќе мора да се случи. Исто е непопуларно за политички партии да го воведуваат, но ќе мора да го воведуваат, бидејќи фондот пензијски веќе нема да може да издржи да ги исплаќа пензиите што треба да ги исплаќа. Он веќе е во голема криза и се повеќе секоја година се поголема транша од буџетот се влева во фондот. Па и се поземуваат пари за Па и се поземуваат пари, меѓутоа нема да може да издржи фондот уште многу долго и тука ќе мора да се барат чаре меѓу останатото и со покачување на старосната граница. Јас само уште една реченица ве молам да докажам. Ја веднаш би разбил таа разлика, различни години за пензионирање за мажи и жени. Еднакви се. Не треба да правиме разлика, бидејќи е потполно неоправдана разликата. Исто е мажи и жени. Истата граница да биде. Ниска или висока, иста. Тогаш би било би ја гледале границата за мажите или границата за жените? Која би ја избрале? Видете сега, прво треба да се постават некои параметри, значи не е исто за сите струки. Има луѓе кои што можат да останат и подолго. Па добро, има нели бенефицирани пензии како што беа во минатото, има и бенефицирани полицајците, војниците. Значи треба да има малце поразумно. Ние не сме во тие за жал. Ние за жал. Да, Аз сме за една жал. од најстресните, работиме една од најстресните професии. Професоре, тука е под прашањето. Ајде. Лично. Ете го Ние што лично. сме поблиску до 50-та година ќе дочекаме пензија. Сигурно ќе дочекаме пензија, дај Боже да сме здрави и живи, меѓутоа каква ќе биде пензијата? Не, видите, дека ќе дочекаме пензија, ќе дочекаме бидејќи ние мислам дека ни една влада во идеја нема се игра да на пензионерите не им исплати никакви пензии. Значи пензии ќе земаме. Ама се од друга страна кога ме прашаш дали ќе земаме добри пензии и со кои лагодно ќе живееме, исто ќе ти кажам не. Нема да може да земаме не знам колку пензии, бидејќи едноставно фондот ќе нема пари. И тоа е одговорот. Пензии ќе има, ама дека ќе бидат не знам колкави, нема. Да завршиме со пензиите, професоре, ви благодариме што ово утро одвоивте време. Уште еднаш благодарност дека ете за прв пат на една утринска емисија сте кај нас и како што кажавме остануваме отворени за соработка на одреден период за секогаш кога ќе има некаква тема, не чекајте нас, предложете и вие. Благодариме уште еднаш. Благодарам за поканата и на сите што не гледа и што не гледа им пожелувам убав ден.